Почитувани, изјавата на бугарски европратеници во кои што го поздравуваат отстранувањето на споменикот на Андон Јанев Лазов Ќосето се недолични, но очекувани со оглед на срамните антидржавни политики на Зоран Заев. Затоа МНР молчи, кога фигури од македонската историја се прогласуваат за бугари, а бугарски европратеници на шега или сериозно му сугерираат на Заев нивните спомен обележја да ги префрли во Благоевград. Македонската јавност е шокирана од изјавите со кои се поздравува одлуката за отстранување на спомен обележјето на Андон Лазов Јанев Ќосето, бидејќи е резултат на спроведување на договорот за добрососедство со Бугарија. Јавноста не сака да верува дека рушењето на споменици е дел од договорот за добрососедство со Бугарија, но после премолчувањето од страна на МНР се сомнева. ВМРО ДПМН во повеќе наврати потенцираше дека овој договор е асиметричен и прашува дали има и други споменици кои треба да бидат срушени како резултат на договорот за добрососедство. Што уште ветил Заев во 4 очи, а граѓаните на Македонија не знаат. Во стилот на ИСИС и талибанците, во стилот на Ал-Багдади и Мула Омар, СДСМ започна со рушење на македонската историја и обележја на македонските историски ликови. Во раните утрински часови, под превезот на ноќта, СДСМ го отстрани споменикот на современикот на Гоце Делчев и Дамјан Груев, Андон Лазов Јанев Ќосето, а со тоа се обиде да ги урне идеалите за кои овој човек се борел целиот свој живот. СДСМ се обидува да гурне идеалот на македонскиот револуционер Андон Јанев Лазов Ќосето за независна, демократска и слободна Македонија. На власта и пречи се што е македонско. На СДСМ и пречи македонската историја, македонскиот идентитет и народ. Срамниот чин кој го направи оваа власт нема да го сокрие ноќта. Со лаги и манипулации, како и секогаш, СДСМ се обидува да го оправда овој вандалски чин, но за некои работи нема оправдување. А сторителите на овој вандализам вечно ќе останат запаметени. Партијата на власт, наместо да гради, таа руши, наместо да создава, уништува, а наместо живот донесе неспособност и расипништво. Градоначалниците на СДСМ во предизборието ветуваа реновирање на улици и патишта, изградба на булевари и кружни токови, спортски сали, водоводи и канализација. Во нивната предизборна кампања ветуваа многу, но не ветија рушење и отстранување на спомен обележја на македонската историја. ВМРО ДПМН, откако повторно ќе се врати на власт, ќе ги врати спомен обележјата, а за секој што постапувал надвор од законот, ќе бара соодветна одговорност. Ви благодарам. Повелете. Би ви одговорил јас во прашална форма. Во најмала мера ВМРО ДПМН беше шокиран во однос на постапката на вице-премиерот Османи и би прашале чија надворешна политика застапува тој, на Македонија или на Република или на Косово. Од каде зема плата? Од македонскиот народ или од косовскиот народ? Она што е многу важно е да прашаме дали ова е официјален став на СДСМ, Македонија да не учествува на оние форуми каде што не е покането и Косово. И многу важна работа е, доколку не знаеме кој е одговорен за надворешната политика по овој чин, гледаме дека тоа не се знае, тогаш како може да има Македонија консензус по однос на надворешната политика кога се во прашање многу битни теми кои што го допираат идентитетот.